Океј, третата недела е завршена многу успешно. Намалив 2 кила, скоро 2 кила. Последниот пат, прошлата недела, кога се вагав, бев... Чекај, имам тука запишано. 76,2 и денес, отприлика 76,2, така мислам и денес, кога се вагав, имав 74,4, скоро 2 кила, кило и 800, али нема врска. Значи, презадоволен сум од тоа што го направив. Ова е трета недела, а уствари е и прва недела во калоричен дефицит. Така да, браво за мене. Со тренингот бев дисциплиниран, направив 4 тренинзи. Малку го почнав да пешачам малку екстра, малку поќе кардио направив, еднаш изгледав со точакот и 2 пати трчав по 10 минути. Онака. Калорите ги намалив, јадев првиот, вториот ден по 2300 калории, а третиот и четвртиот, петтиот, шестиот и седмиот ден бев дисциплиниран многу, ги намалив за 200 калории, јадев по 2100 калории секој ден. Беше многу тешко да прекинам да јадам. Старите навики почна да се враќат, али издржав и сега е полесно и полесно. Така да, многу сум задоволен и се на се, тоа е тоа. Ќе продолжам со топењето на масти. Целта е да стигнам 70 кила отприлика и после ќе се стабилизирам. Ќе бидам на фаза на одржување дури до назима или ако има потреба. Отприлика се држам од 12% масноти на телото до 15%, од 12 до 15% body fat или масти. Тоаш во таа граница се чувствувам најдобро и функционирам најдобро ментално и физички. Спијањето беше супер, спиев одлично, опоровувањето исто така добро. Кога си наспан, се е многу полесно. Полесно е да тренираме, полесно е да функционираме едноставно. Друго, стресот го минимизирав. Стресот е многу опасна работа доколку сакаме да топиме масти. Ако имаме стрес, нема да функционира, џабе е се. За стресот мали прошетки правев, кој имав можност 5-10 минути надвор околу зграда, доволно е да се земе малку свеж воздух и се чувствуваме многу подобро. Исто така и дневни дремки правев по 15 минути, power nap или некои дури го викат и медитација, не знам. Ама за мене функционира многу добро, кој ќе се чувствувам уморен малку, дремнувам 15 минути и сум како нов. Функционирам ментално многу подобро после тоа и исто така имам и енергија. Енергијата ме беше супер, така да обично првата недела со калоричен дефицит
Не губиме може многу масноти, туку поќе вода и такви ствари на телото. Имаме слики направено, така да секоја недела ќе клавам слики како изгледам, исто и од вагата. Ова го правам исто така, овој процес го правам да остане како наследство за Давид, исто и за тебе и за сите што сакат да се научат нешто повеќе за ова. Така да дисциплината носи резултати и многу е важно да се фокусираме на процесот, а не да брзаме да стигнеме до целта. Кој ќе тргнеме од точка А до точка Б, ако чекаме цело време да стигнеме тука во точка Б или во целта, тоа ќе бидеме среќни само многу кратко време. Но доколку уживаме во процесот, се заљубиме, тогаш можеме да уживаме и да се заљубиме во процесот, исто така и кој ќе дојдат и резултатите. Тоа е тоа. Значи најтешко ми беше тоа, да не јадам екстра калории. Порано гризев екстра. Не ги броев, ама секогаш јадев така малку јаболко или чоколадце, нешто ќе гризнев. Така да неколку дена тоа трае и после мозокот не испушта поќе импулси. Се навикнуваме и е се многу полесно. Глад, никаква глад не чувствував кога јадиме здрава храна, непроцесирана храна. Добиваме се што не треба. Така да не е ни многу страшно. Уствари ич не е страшно. Можеме да топиме масти дури и да не сме во калоричен дефицит, доколку тренираме со тежини и му даваме сигнал на телото да го зачува, да ги зачува мускулите. Доколку не му даеме сигнал на телото да ги зачува мускулите, тогаш нема потреба да ги чува мускулите. И најголем топач на масти се мускулите. Вода пиев, секој ден пијам вода, многу важна работа, 2-3 кила. Исто така и кафе. Уживам кафе да пијам. Црно кафе, ни шеќер, ништо, само кафе. И си имам една многу убава шолја од Македонија, само вонезе си пијам. Океј, тоа е тоа. Наредната недела ќе продолжам со истиот број на калории, 2100, и ќе видиме како ќе се одвива се. Мислам дека треба да намалам 1 кило, отприлика, од сега па натаму, 1,5 кило неделно. Тоа е тоа. Уште 3-4 недели ќе се фокусирам да бидам дисциплиниран и ќе се вратам повторно наредната недела со видео и со преглед. Исто така ќе направам малку промени со јаглехидратите. Наместо ориз ќе почнам да јадам компирите и дават големо чувство на наситеност, а имаат малку помалку калории во нив. Така да на индекс скалата, glycemic index се вика на англиски, не знам на македонски како се вика, компирите се многу горе. Исто така се добри јаглехидрати, што телото ги зема многу полека, не на брзина, како, например, шеќери. Тоа е тоа. Останете во добро здравје, се
слушаме наредната недела. Поздрав до сите.